Верни на манетот и воспоставувајќи една нова традиција наречена предновогодишна забава, координаторот на Фудбалската академија Форца, професор доктор Мирко Екимовски, по втор пат ги собра своите членови, идни таленти на нова заедничка дружба. Вечер проткаена со разноразни игри, во кои децата другаруваа, се релаксираа и со еден збор уживаа. Сакал да се задоволам лично од мое име на сите фудбалери денес кои се присутни тука. Тие се многу скромни дечки, но сепак големи за македонскиот фудбал и многу значат моментално за Македонија, бидејќи како што кажеме, Бобан Николов е репрезентативец на Македонија кој што стандардно веќе игра за македонската репрезентација, ги очекува најбитниот дуел сега, наредната година со Косово, да се надеваме дека позитивно ќе поминеме и ќе доеме до историско европско првенство, каде што и Штип би имал некој пат представник и Македонија би бил представник на таа европско првенство. А другите дечки исто така, значи младински репрезентативци во сите своји категории, почнувајќи од пионери, кадети, младинци 21 година, тропаат на вратата пред се да бидат идни репрезентативци заедно со Боби и се надеваме дека и други наши, тука имаме голем број на талентирани дечки од Штип кои што играат за клубови од Македонија и од странство и со така достојно ќе го презентираат пред се, значи македонскиот фудбал, а штипскиот нормално на некој начин може да подзавиди дека имаме голем број на деца од овие фудбалери кои што представуваат Македонија. Кулминација на забавата достигна кога друштвото со свое присуство им го збогатија веќе познатите фудбалски звезди, репрезентативецот Бобан Николов, кој годинава блесна во сиот свој сјај и раскош, како и Бобан Георгиев и Бојан Миловски, кои ги мина сите младенски селекции и полека, но сигурно чука на вратата на сениорската репрезентација. Супер е чувството секогаш убаво кога ги се вратам во мојот роден крај. За жал нема многу време, тука сум неколку дена, затоа што оваа зимска пауза нема да ни трае долго, но тоа што е, мора да се спремаме. Сега ни доаѓаат и утакмиците со Косово и нема пауза, нема одмор, живееме за тие утакмици, така да тоа е 2-3 дена и пак назад. Сега си во Молвиди во Унгарија, како си пример, знаеме меѓутоа од тебе, бидејќи пак ќе повторам, ти си релативно млад, оддалечен од семејството, од пријателите и како си примен, дали раководството на клубот, дали стекнуваш пријатели, нови дружби? Па секако да, пример сум таму веќе сум 2 години, имав многу успеси во тој клуб, добро се интегрирав, така да мислам дека тоа нема проблем, битно е како ќе играш на терен, а за другото најлесно. Да ни опишеш атмосферата во фудбалската репрезентација на Македонија, која што заедно со тебе, со еден Горан Пандев, со некои нови дечки испишуваат нова страница на македонскиот фудбал. Во атмосферата, како што гледате, одлична. Сега завршивме трето место, тоа е најголемиот успех до сега на Македонија, иако може да завршиме на првите 2 места, но идеме од чекор по чекор, така да ова репрезентација е многу квалитетна, но тоа треба да го покажеме во март против Косово. Многу е битно како ќе изиграме на тие напревари, бидејќи тоа е еден сон кој сите сонуваме. Јас мислам дека ако знаеме, ако играме како што знаеме, умееме, мислам дека нема да имаме проблем против Косово и после против Грузија или Белорусија. Така да се спремаме, најбитно е сите да бидеме здрави и живи и да бидеме спремени за тој напред и мислам дека ако бидеме сите нема да имаме проблем. Исто така многу битно и подршка од публиката, се надевам дека ќе биде стадионот наполнет до последното место, така да мислам дека можеме да успееме, но да не збориме превреме, ние сме квалитетна репрезентација, мора да го покажеме тоа на терен. Тука сме дојдени ние како професионални фудбалери да и дадеме подршка на младите дечиња, да тренираат, да се забавуваат пред се, да се дружат и така. За гледаците на Ирис телевизија да ни кажеш каде сега настапуваш, како си примен во новата средина и секако за резултатите и евентуалните успеси.
Добро, сега моментално сум во Србија, малку ја променив средината, играв, може да кажам 4 години професионално во Македонија, сега малку да ја сменам средината, нов предизвик за мене. Можам да кажам дека сам прифатен од луѓето во Радник, во Сурдулица, сам прифатен одлично, задоволен сум за прва година моите игри во Радник, имам постигнато неколку голови асистенции, така да за прва година сум презадоволен. Таму се игра, можам да кажам, многу јаки надпревари, играме со Звезда, со Партизан, со Војводина, со Раднички Ниш и така натаму. Можам да кажам дека сите екипи се еднакво јаки. Одлично е, помеѓу овие мали дечиња овде, секако прекрасно е задоволството да бидам поканат од Витко, тренерот, и се надевам дека ќе успеат овие дечиња некогаш да станат добри фудбалери. Да ни дадеш краток опис на твојата кариера. Ти си наше штипско дете, меѓутоа еве на млади години веќе имаш доста излети. Да, од Брегалница заминав доста млад и од Штип, отидов во Работнички, таму бев околу 3 месеци, потоа ме пратија на позајмица во Карабах, Азербејџан, каде што игравме Младинска лига на шампиони со големи екипи како што се Атлетико Мадрид, Рома, Челси, каде што игравме утакмици против нив. И сум задоволен од таму, поминав 6 месеци. Се вратив повторно во Работнички, каде што бев уште 6 месеци. Потоа заминав во Македонија Ѓорче Петров, таму играв исто 6 месеци и сега сум моментално во Ренова. И веќе 7 месеци сум во Ренова и добро сум примен таму. Како е честото да се игра против оние силни светски великани, еве, спомнат Челси и некои други екипи? Одлично чувството, прекрасни услови има, прекрасни стадиони, многу е добро да се игра против такви екипи и големо е искуството сепак. Младите фудбалери лично се запозна со своите познати гости, споделија многобројни селфи фотографии, некои добија автограми, за да на крајот сите тие добија новогодишни награди подготвени специјално за оваа пригода.